Благодарам на поканата. 44 дена протести, граѓаните порачуваат откажете се од тиранската платформа. Вакви пораки му упатуваат на политичарите кои седат внатре во собранието. Веќе 2 недели, еве трета недела поред, политичарите пак внатре во собранието се надмудруваат кој правилно го толкува деловникот, кој излегува надвор од деловникот. До кога протести и политички надмудрувања? Па до кога протести? Протести до моментот, јас колку што ги слушам и водачите на протестите и луѓето кои што доста често гледам да бидам присутен и разговараш со луѓе. До оној момент, додека не биде отврлена тиранската платформа како политички документ од страна на СДСМ и отфрлање на тиранската платформа и на луѓето кои што се кандидираат за врвни функции во Република Македонија. Да посетиме за гледачите, таму не се избира некој чувар за некоја кооперација што ќе ја чува, нити па на било што. Треба да се избере комисија која што ќе предложи председател на Собранието на Република Македонија. Тоа по уставот и по законите важечки на Македонија е втора функција по важност. Така што било какво минимизирање, па што е важно, па дајте само да го избереме него, па ќе разговараме, не важи таа игра, тоа е видено и едноставно повторно ќе кажам, тие луѓе кои што сега излезени на улица не сака да слушнат за било каква тиранска платформа која што ќе биде и тоа исто да подсетиме е носечки документ, носечка платформа, пошто и платформа како израз е тоа, на помеѓу СДСМ и албанските партии. Да подсетам, главен услов за давање на мандати, за давање на мандат подписи нели собираше Зоран Заев, секој еден пратеник таму што се подпиша од страна на албанците, тврдеше дека ултимативно било разговарано со СДСМ, со Заев, Шекеринска, Шилегов за таа платформа и дека позитивни се сигналите кои што се добиени од СДСМ, односно добиле уверување дека точка по точка се она што може да го спроведат, ќе спроведат. Крајно е оправдано, пак ќе речам, протестите на граѓаните и верувам дека на крајот СДСМ и Заев ќе мора да подвиткаат опашка, ќе морат да се повлечат од таа тиранска платформа, конечно и да се повлечат и да не се повлечат како крај на оваа криза. Ние мораме да дојдеме до нови избори. Значи не постои земја во светот, не постоела политичка криза Бојана во светот, која што не завршила со воредни избори. Така што резултатите кои што ги добивме ние од 11 декември, дополнително појачани со тиранската платформа, јасно ни укажува дека ние мора да излеземе на нови парламентарни избори. Така, господине Пандов, во моментов ги гледаме Велес и Кичево, еве што се случува таму на протестите. Почитувани гледачи, можете да ја видите сликата, таму во моментов се собираат граѓаните, потоцна почнуваат протестите, се вклучуваме и во текот на вечерта и во другите градови да видиме каква е атмосферата. Значи можете да ја видите сликата. Ние продолжуваме со разговорот, а нашите гледачи секако ќе можат во исто време да го следат и разговорот, но и да ја проследат атмосферата од протестите кои се одржуваат низ цела Македонија. Слушнавме заедно, го слушавме во студиото разговор, односно обраќањето на еден од организаторите на овие протести, Борис Драмовски, и на Богдан Илиевски го слушавме обраќањето кои се обраќаат на портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич, која пак бара да се избере што поскоро председател на собранието. Борис Драмовски се осврна и на она што пренесуваат странските медиуми, ако
едни од главните вести во странските медиуми беа протестите кога ги организираше шарената револуција, сега се чини овие протести се малце занемарени, до кога може Европската Унија да ги игнорира граѓаните со оглед на тоа што имавме и барање за средба, председателот Иванов го отстапи местото за да се сретне еврокомесарот Јоханес Хан со граѓаните, но не се одржа таа средба. До кога може Европа да ги игнорира граѓаните? Јас би те подсетил, минатата година протестирав како граѓанско движење за одбрана на Македонија. Немав средба со никој од Европската Унија и нити па чувствував нешто за потреба да ти кажам дека треба да се сретнам. Тоа што Маја Коцијанчиш изјавува, јас би го повторил она што го говореше и Богдан Илиевски, а тоа е дека госпоѓата Коцијанчиш треба да ја прашаме, мислам дека е од Словенка госпоѓата, дали во Словенија, ако на етничка основа, не е важно, италијани, австрици, хрвати, дојдат во Словенија и 5 млади луѓе, по 20 кусур години беа на Смилковско езеро, екзекутирани, значи со никаков повод, нити се најде дека дожеле нешто пари, било некоја љубавна врска забранета, ништо од тоа немало. Чисто да ги екзекутира затоа што се македонци. И со некој политички документ да некои политички партии бараат формирање на влада, во која што ќе се бара само заради тоа што се тие албанци ослободување нивно. Тоа не во Словенија, нигдека во светот го нема. Можеби, ако ние сме изгубиле, не знам каква крвава војна сме воделе, па при тоа имало договор само така, во мирнодомски услови. Да барате вие, како се вика, ослободување на тие монструми, мислам дека и случајот така се водеше како монструм, на тие монструми, тоа е надвор од свест, тоа е надвор од памет. Тоа е нешто кое што вие сте го направиле само и само за да направите политички проблем во една држава. Верувам дека тоа и на господинот Еди Рама, а и на подписниците кои што ја пишувал и ја направил таа платформа, а и на нашинциве кои што отидоа таму да ја подпишат кај него, верувам дека им е јасно. Дека околу такви работи нити па мандат има некој, нити па смее да тоа го прави. Не дај Боже, јас не посакувам на никого, но зашто госпоѓата Коцијанчиш или Заев не отиде кај родителите на тие деца? Да ги праша, видете, ние еве со договор, политика нешто правиме, јас сакам као премиер да бидам Заев, нека отиде да им каже, видете, па ќе ги ослободиме луѓево. Страшно, мислам, не е само тоа. Пак односот на медиумите е таков каков што е, да се подсетиме, прво има една работа, а тоа е дека Соросовата мрежа не е само во Македонија и ние за време на оваа 3-годишна криза видовме како се тесно поврзани Соросови портали, Соросови медиуми, Соросови новинари со исти такви клонови во Србија, во Хрватска, секаде каде што ги има, така што тие се главните трубачи сега или во тоа време беа на таа шарена револуција, а од друга страна, да не заборавиме, сега ја коментиравме господјата Коцијанчиш, ставот на Европската Унија е таков, тие медиуми имаат сепак блиски, колку и да се кажуваат независни, имавме прилика да видиме за голем дел од нив, како функционираат и тие тоа го ценат дека би било не само промовирање на граѓансково движење сега за заедничка Македонија и на луѓето кои што ја предводат, но на отпорот на народот, на луѓето кон таа тиранска платформа и кон се ова што сега години наназад, веќе трета година, ни е наметнато од страна. Пандов, останувате со мене во студиото, за неколку минути стартува најновиот информативен преглед на телевизија Нова. Почитувани гледачи, ве поканувам да останете на оваа фреквенција. За кратко сме повторно назад со сите вести и случувања.